Во денешното издание на Утрински печат, како што е вообичаено, присутен е колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро, колега. Добро утро. За предлог на нашите читатели и гледачи на Утрински печат, секако ќе им предложиме да го земат и ова издание на Слободен печат, да се информираат за сите оние теми што се блиски или што се од Република Македонија, а ние ќе говориме сега на тема актуелни вести во светот. Јас ќе ви дадам добра можност или добар пас да одберете почеток на темата. Па нема што да одбираме, обично ги диктираат, настаните ги диктираат битноста на темите, ова што е во фокусот на вниманието покрај војната во Украина, за која нели на широко дебатираме, особено по година дена од траењето. Секако се нели елементарни непогоди имаме во Индонезија и во Киргистан, земјотреси, нели по оние земјотреси во Турција и Сирија и на останатите делови. Имаме чудни временски услови, мора да ги скоментирам и тие. Сегде околу нас има снег, кај нас е топло, но имавме ветер вчера. Кога во Скопје дува ветер, за мене е тоа вест. Ова символика со временскиве услови да ја сватиме во теренот и на политиката. Па добро, сега јас не сакам да направам никаква символика, но морам да кажам дека као скопјанец, кога дува ветер во Скопје, за мене тоа е вест. Шегата на страна, сега во фокусот на вниманието, особено на нас тука на Балканот, е започнувањето на новата рунда преговори меѓу Белград и Приштина, односно председателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Косово Албин Курти по подолго време се согласија и денеска одат во Брисел, каде што на одвоени средби првин ќе се сретнат со представникот на Европската Унија Мирослав Лајчак, а подоцна и на Американскиот Стейт Департмент, односно на Вашингтон, Ескобар. Причина за оваа средба секако и нивни разговори, првин одвоени после заеднички состанок е француско-германскиот предлог, за кој двете страни за да дојдат во Брисел, мора предходно да се согласат дека ќе ги исполнат точките. Многумина од медиумите, особено од нашето соседство, ги нарекоа, денешниот ден го нарекоа денот Д за Косово, што само по себе е вест, бидејќи, ќе потсетам, косовскиот проблем трае подолго време, неколку децении, а особено интензивиран по НАТО бомбардирањето во 1999 година, кога Косово и официјално на некој начин насилно беше отцепено од тогашната матична држава Србија. Значи, денеска седнуваат одвоени средби, а подоцна и заеднички. Она што Белград инсистира секако е формирањето на заедницата на српски општини, зашто Приштина долго време се противеше, но од друга страна и покрај тоа што не е јавно изјавено, сепак српските медиуми и самиот Вучич, иако не призна, сепак очигледно Белград ќе се согласи на она што може би е најголемиот проблем, а тоа е дека ќе престане да се противи на аплицирањето на Косово во меѓународните организации, значи Совет на Европа, Обединети нации и сите оние меѓународни организации за кои до сега Белград успешно го блокираше Косово. Тоа многумина го сметаат во Србија, од опозицијата се разбира, го сметаат како на некој начин посредно признавање на Белград на независноста на Косово. Се разбира, ќе видиме како тоа политички се ќе се направи. Едно е сигурно, Белград и Приштина мора да го прифатат овој предлог, бидејќи им е буквално даден ултиматум. А што се однесува до Косово, мора да дозволи формирање на заедница на српски општини до април. Што се однесува до Белград, мора да дигне блокадата за Косово во меѓународните организации и она што може би исто така болно за Белград и официјално како последна држава во Европа да воведе санкции кон Русија. Поучени од искуството за разговорите меѓу Белград и Приштина, дали можеме да очекуваме и овој пат еден вид известно пеглање на предлогот или тој тако како што е даден на масата ќе мора да се прифаќа во пакет? Јас мислам, според судејки, според реториката, изјавите и најавите од меѓународната заедница, и ако ги видиме околностите во кои во моментов се наоѓа светот, а тоа е ова разгорување на украинско-руската војна, мислам дека Западот сака да го затвори ова прашање, бидејќи се додека е тоа замрзнат конфликт, во тој замрзнат конфликт може
завојуваната страна, условно речено, од позиција на НАТО и Западот, завојуваната страна ја сметаат Русија, ќе може во тој замрзнат конфликт да го користи замрзнатиот конфликт за некакви дестабилизации на овој Или регион. да се повикува на него. Да, но и бидејќи очигледно е дека на Русија и одговара неколку други фронтови за дефокус на она што се случува во Украина, без разлика дали нив им оди таму војната или не. И ми се чини дека според реториката, повторно ќе кажем изјавите, Западот е повеќе од прилично одлучен ова да го затвори прашање. Ова утро агенциите пренесоа веста на поранешниот претседател на Русија Медведев, кој вели дека предстои нуклеарна катастрофа и поинаку речено тој се заканува како резултат на поддршката на НАТО и Соединетите американски држави на Украина со оружје. Коментар? Морам да констатирам дека Медведев као поранешен претседател и премиер и како прв, да кажеме, соработник на Путин, изминативе година дена како да е задолжен за оние најармагедонски изјави, у смисол готово крај на светот, доколку ни се спротиставите, ќе ве нема. Ми се чини дека он има таа улога, ова не е прва изјава, тој уште пред година дена, бидејќи ги следам на страните, прв излезе и рече дека доколку Западот се вмеша, алудирајќи на тоа дека има можност НАТО да влезе со своја војска во Украина, дека ќе се соочи со нуклеарна последица. Медведев е, ми се чини, претседател на тој Совет за одбрана на Русија, меѓутоа ми се чини дека повеќе е задолжен за овакви закани, одошто реално тоа може да го направи, но нуклеарната војна секако дека не е за занемарување и не е невозможно, бидејќи сме сведоци, по година дена од војната интервенција или војната инвазија на Русија врз Украина, се разгорува војната, веќе не се крие дека НАТО дава оружје. Ке потсетам до само пред 6 месеци Германија не сакаше ни војнички шлемови да испорача за потребите на украинската армија, сега не крие дека, не само што не крие, туку апелира за тенкови и друго оружје. Од друга страна, видовме на годишницата на војната, ги видовме пораките и на Бајден од една страна, и на Путин од друга страна, и се чини дека оваа војна тек до прво наредниот период ке се разгорува. Сега овие закани на Медведев не се неостварливи, бидејќи не знаеме во една војна се користи па дури нуклеарно оружје. Последната мисла дека се очекува разгорување на војниот конфликт е еден вид одговор на прашањето што го подготвив, а се однесува на односите Русија Соединетите американски држави или Русија НАТО во наредниот период. Сепак ќе го поставам, но поинаку формулирано. Дали можеме за подолго време да очекуваме подобро или подобрување во овие односи, како резултат дека веќе вака не може, војниото решение не е решение, да се дојде до мир? Мислам дека нема простор за оптимизам во моментов, бидејќи во моментов нема од мир, нема ни мировна иницијатива. Јас повторно ќе кажам, двете страни како да се договорени, сега да трае борбата, па колку повеќе ќе освои, подоцна на преговарачка маса ќе има повеќе простор за маневар. Од друга страна, ми се чини дека се разгори малце и омразата меѓу двете страни, бидејќи почна да бидат жртви изминатиот период многу работи за кои првин ќе кажам дека Русија ја нападна Украина и тоа таму што се случува е војна, цивилни жртви, разорувања и украинците имаат нели право да се бранат. Од друга страна, украинците возвратија неколку пати и на некој начин од оваа позиција Русија не може да отстапи, бидејќи отстапувањето на Русија од моменталната позиција значи пад на актуелната власт во Кремљ и можеби многумина велат и дезинтеграција на Русија, бидејќи целиот свет сега гледа Русија. Знаете, првин поранешните советски републики, доколку Русија загуби, и тие ќе почнат да бараат некакви поголеми слободи, права, евроатлантски интеграции, да не ги спомнам. Од друга страна, Кина исто така ќе сака да профитира доколку Русија нели
Бидејќи сите тие држави имаат на некој начин меѓу себе некои спорови, територијални од минатото, од историјата. Она што сега во моментот е дека Русија мора да победи, Украина не смее да загуби, што е една би рекол загонетка која не знам како ќе ја решат и како ќе заврши. Она што најголем проблем сега создава според мене е тоа фокусот на војната е во 4 региони, Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон, кои се де факто руски територии, бидејќи Русија ги призна како дел од Руската Федерација. Како сега они ќе отстапат од тоа? Немаат простор, мораат да ги освојат целосно, бидејќи не ги држат под контрола. И сега дојде до една замена на тези. Сега Русија не ја окупирала Украина, туку произлегува од позицијата на Москва дека Украина ги држи руските територии, што дополнително ја прави целата оваа приказна заплеткана. Овој блок на прашање или прашањето на руско-украинската војна ќе го завршам со една стара информација, а тоа е разговорот меѓу поранешниот председател на Америка Доналд Трамп и актуелниот челник на НАТО, во која што тој им кажува дека 80% од економијата на Германија зависна од рускиот газ. Почетокот на војната пред една година беше многу индикативен, кога беше речено дека Европа ќе се соочи со сериозна енергетска криза заради зависноста од рускиот газ. Еве помина една година, меѓутоа Европа некако успеа да се додржи во економска смисла. Значи мораме реално да ги гледаме работите. Први, не се погоди зимата. Второ, мораме да бидеме реални и да знаеме енергетската криза ќе се почувствува дури следната година, бидејќи сите ангажмани, аранжмани и уплати и складирање на газ се прават една година унапред. Значи Европа веројатно ќе се соочи со таа енергетска криза ова зимо, што доаѓа, значи не ова што поминува, него следното. Како и за руските санкции, многумина велат, русите им издржа економијата и покрај целосните санкции, ембарга што ги има од светот. Јас мислам дека тие економски тоа ќе го почувствуваат следната година. Зошто? Бидејќи практично овие санкции официјално стапија на сила сега на 5 февруари. Зошто? Бидејќи Русија однапред веќе имаше продадено газ и уплатите мораат да се уплатат и сето тоа. Така да мислам дека она што не плашеа на некој начин со енергетската криза, со проблемите со економски криза, ќе се почувствува дури следната година, бидејќи све е однапред направено. Повторно под претпоставка, ако конфликтот не е заврши. А конфликтот не може да заврши. Не може. Тој конфликт ќе трае. Работата е само дали ќе биде прекинат насилно, како што вели Медведев, или ќе се развлече. Јас велам денеска да седнат на маса Путин и Зеленски, што е невозможно. Или Путин и Бајден, што исто така е невозможно. Конфликтот ќе трае уште 2 години. А морам само да кажам за крај, може би и ти не си забележал, следната година има серија на избори во светот. Има во Соединетите Американски држави, не знам дали знаеш, и во Украина, и се чекаат персоналните промени. И до пред избори нема ништо да се случи. Бајден, одењето на Бајден во Киев беше повеќе за внатрешна употреба, бидејќи сакаше да покаже еве колку сум храбар, еве колку сум физички подготвен и психички, можам да отидам во Киев без никаков проблем, бидејќи ќе потсетам, доколку Бајден сакаше да оди во Киев, а Москва не сакаше, немаше да влезе во Киев. Останува уште една тема што би сакал да ја искоментираш, а тоа е почетокот, како што самиот рече, земјотресите. Дали според тебе на вистина тлото на нашава планета во овој период почесто е на удар на природните сили, или повеќе медиумите ги третираат овие прашања, па ни дојдоа земјотресите и во Турција, Индонезија и на други места како сериозна закана? И дали сметаш дека сепак луѓето треба да имаат некаква едукација за да знаат како да постапат во една таква ситуација? Можам да кажам од аспект на она што сум јас стручен. Не сум сеизмолог, не сум геолог и не знам дали планетата Земја влегла во некое време на поголеми тектонски пореметувања. Тоа не би можел да го кажам, имаме гости, ќе ги покадиш, па ќе ги прашаш, па ме интересира што ќе ти одговорат. Од медиумски аспект, каде што на некој начин сум стручен, сметам дека можеби медиумите
премногу им даваат, понекогаш има земјотреси, па медиумите не ги објаснуваат тие како што е овој во Киргистан. Не зборувам за земјотреси како што беше во Турција и Сирија каде што има голем број на жртви. Зборувам за ова споменување, се потресе тлото ваму, се потресе тлото таму. Ми се чини дека тоа нонстоп се случува низ цела година, но медиумите по потреба, по некоја проценка, можеби по некоја задна намера, ги вадат да бидат во фокусот на вниманието и на крајот на криштата луѓето секогаш, барем по овие онлайн медиуми можеме да видиме, секогаш кога ќе видат дека има земјотрес некаде, дека има некоја природна непогода, кога има некој починат, секогаш одма отвараат да видат кој е, што е, како е и каде. Мислам дека медиумите денеска, онлайн медиумите во борбата за кликови и во борбата на читаност, понекогаш и претеруваат со брзи инстант информации, бидејќи еве информацијата имало во Киргистан отринава земјотрес 5,9 степени, за после во текот на денот таа вест или да се загуби, или можеби да се каже да, удрило во некоја ненаселена област каде што е пустелија. Само ќе споменам во Јапонија секој втор ден има земјотреси, па не ги споменуваме. Да. Ова беше утрински печат со Дејан Андоновиќ за настаните во светот, а почитувани гледачи, секако можете во денешното издание на Слободен печат да ги прочитате актуелните настани од земјава. Продолжуваме со реклами.